Општина Виница ја изготви програмата за остварување социјална заштита на граѓаните на кои им е потребна поддршка, а во која се предвидени мерки и програми за превенција и надминување на социјалните проблеми. Според изготвениот предлог, планирано е за реализација на програмата да се наменат 400.000 денари од општинскиот буџет и од донации. За да добијат помош, граѓаните и граѓанските здруженија треба да локалната самоуправа да достават барање со писмено образложение за потребата. Групите граѓани кои се вклучени во категоријата од социјален ризик можат да добијат помош по неколку основи, меѓу кои главни се ризиците по здравјето, ризици од старост, еднородителски семејства, како и ризици од губење на работно место, сиромаштија и друг вид социјална исклученост. Активностите за кои се наменети средствата се поделени во 4 групи, во зависност од потребата. Првата група финансиска помош се однесува за поддршка за задоволување на основните биолошки и социјални потреби на ранливите категории граѓани, додека поддршката во втората група ќе биде наменета за ублажување на последици од елементарни непогоди. Во третата група влегува поддршка за набавка на новогодишни божикни пакетчиња и подароци за децата во градинките и основните училишта, а средствата наменети за поддршка во четвртата група се однесуваат на корисниците од дневниот центар. Во предлог програмата за социјална поддршка на општина Виница за оваа година е определена и поединечната сума што може да ја добие секој барател, а таа зависи од потребата и од социјалниот ризик во кој се наоѓа. Контејнерите за комунален отпад што се поставени на вкрстувањето на булеварот Стево Теодосиевски со улицата Димитар Влахов во Стришани ја загрозуваат безбедноста на пешаците. Поставени на самиот тротоар ја зафаќаат целата површина, поради што граѓаните кои поминуваат одовде се принудени да се движат по коловозот. Се работи за фреквентна крстосница, каде освен моторни возила дневно поминуваат голем број пешаци. Со изградбата на кружниот тек, контејнерите кои претходно беа поставени од спротивната страна на улицата, сега се најдоа на место што воопшто не е соодветно и од естетски и од безбедносен аспект. Пред 10 дена на последната седница на Советот на општина Кочани имаше советничко прашање со барање од локалната самоуправа да преземат мерки за дислокација, за што беше ветено дека ќе бидат информирани надлежните во комуналното предпријатие. Контејнерите се поставени и го се фаќаат буквално целиот тротоар, така да децата, бидејќи многу деца поминуваат за на училиште токму од таа страна, се принудени да одат по улицата, а е прилично со возила фреквентно. Така да ако може дислокација и на боксот за хартија што е и на контејнерите на Стево Теодосиевски кај новиот кружен тек. Предлагам во записникот да влезе ова како обврска, да го упатиме до комуналното јавно предпријатие, да постапи по сите овие барања. Дислокацијата на контејнерите веројатно е техничка работа, може да се направи тоа заради тоа што на терен сега имаме нова ситуација таму и друг режим на извршување на сообраќајот. 10 дена по барањето на седницата на Советот, состојбата на терен воопшто не е променета. Контејнерите и понатаму се на истата позиција и ја загрозуваат безбедноста на пешаците. Изградбата на подземни контејнери за комунален отпад во централното градско подрачје се покажа како добар потек за решавање и на безбедносниот и естетскиот аспект. На тој начин, веројатно треба да се бара вистинското решение и за оваа локација. Две години по осветувањето на темелите, продолжува изградбата на православниот храм Свети Спас во селото Бели. Објектот што се гради врз основа на поранешниот верски објект што беше срушен поради оштетувањата, веќе е во фаза на напредна карабина, при што се завршува и кровната конструкција. Во моментот се работи на куполата, по чие завршување градежните работи ќе продолжат во внатрешноста со поставување на електрична инсталација и подготовка на ѕидовите за фреско живописување. Иако на почетокот се најуваше дека надврешниот изглед на новиот верски објект ќе биде сличен на претходниот, сепак видливо е дека станува збор за сосема поинаква и естетски поубава фасада, работена во комбинација на камен и тула. Пред почетокот на реконструкцијата, односно изградбата на црквата, проценките на црковниот одбор од Бели беа дека објектот ќе чини околу 120.000 евра. За близу 2 години, црковниот одбор со поддршка на сегашни и поранешни жители на Бели и други верници
успеа да обезбеди близу 70.000 евра. Ако се тече според планирањата, се очекува брзо комплетирање на надворешниот дел и конечниот изглед на црквата да биде завршен. Пред почетокот на изградбата, црковниот одбор од Бели донесе одлука секое домаќинство да учествува со сопствена донација на годишно ниво, се додека траат градежните работи. Во меѓувреме и понатаму тече апелот до сите граѓани, како и селениците во диаспората, во другите места во државата, како и од локалниот бизнис сектор, да помогнат со сопствени донации во рамки на нивните можности. Сдруженијето Чупино од Виница и годинава беше добар организатор на планинската трка Чупино Вертикал, што викендов се одржа на падините на Плачковица. Трката во должина од 5500 метри и висинска разлика од 1030 метри предизвика голем интерес, а на стартот во селото Блатец се појавија 120 надпреварувачи. Најголем број од нив беа од Македонија, но имаше и учесници од Косово, Бугарија и Србија. Организаторите на трката истакнаа дека се задоволни од тоа како протече целиот настан, со оглед што надпреварувачите трчаа во специфични временски услови, со силен ветар и снег на одделни делови на патеката. Најдобар меѓу надпреварувачите во машка конкуренција беше минатогодишниот победник Дејан Ангеловски, кој патеката ја истрча за 43 минути и 51 секунда. Зад него на втората позиција се најде Златко Николов со 50 минути и 28 секунди, а третопласиран беше Никола Илиевски со 51 минута и 25 секунди. Кај надпреварувачките пак, првото место го освои Елена Ртовска со 53 минути и 51 секунда пред минатогодишната победничка Сања Најдовски, која ја истрча патеката за 1 час 5 минути и 34 секунди. Трето пласирана беше Вера Урдареска, на која и беа потребни 1 час 6 минути и 55 секунди за да ја истрча патеката од 5,5 километри. Прогласувањето на победниците и доделувањето на наградите се одржа во центарот на Блатец, каде имаше забава со групата The Hounds, како и храна и топли пијалоци за сите учесници. Членовите на Сдруженијето Чупино се покажаа како професионални организатори, а имаа подршка од неколку приватни компании од регионот и покровителство на општина Виница. Во првенството на втората фудбалска лига викендов се одигра редовното 17-то коло, во кое фудбалерите на Слога 1934 гостуваа во Струга против тимот на Караорман и доживееа пораз од 2:0. Со тоа стружани ја оправдаа улогата на фаворит, а победата ја најавија уште во третата минута со погодокот на Клечкаровски. Со минималното водство се отиде на пауза, а во второто полувреме домашните продолжија со нападите, при што во самиот финиш Давид Јошевски погоди од мешаница по корнерот на Клечкаровски и со тоа ја потврди победата на Караорман. Слога на овој надпревар немаше многу шанси за пресврат и не успеа да освои барем бод. Од виничкиот второлигаш поразот го оправдуваат со тоа што екипата настапила без 7 играчи кои биле повредени. Од управата нагласуваат дека поразот во Струга е веќе заборавен, а тимот ќе се посвети на предстојниот надпревар на домашен терен против екипата на Локомотива од Скопје. По двонеделната пауза викендов продолжи првенството во третата кошаркарска лига. Во групата А, екипата на Баскет Дино Деликатес имаше тешко гостување во Скопје против тимот на Феникс Баскет и доживеа катастрофален пораз од 104:53. Домакините, кои им се директни конкуренти на нашите кошаркари во борбата за врвот, во ниту еден момент не дозволиле гостите од Кочани да направат изненадување. Со убедливо водство во текот на целиот надпревар заслужено ги освоиле бодовите. Од друга страна, Баскет Дино прикажал исклучително слаба игра и воопшто не успеал да пружи отпор на брзите и сигурни напади на домашните играчи. Во следното коло, што се планира да се игра в четврток во 19 часот, во Кочани ќе гостува предпоследната екипа на Спорт Тим од Неготино.